Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Изминатата недела ја одбележа судирот помеѓу синдикатите и власта во врска со колективниот договор. Секогаш кога се спрема теренот за решавање на социјалните прашања на штета на работниците, медиумскиот простор е исполнет со нерешени старо-ново национални прашања. Па да проследиме за што станува збор. Се работи за новиот тренд на основање здруженија за афирмација на културните вредности на македонските бугари. Ваков е барем полниот назив на штотуку отворениот клуб Цар Борис III во Охрид. Какви културни вредности се афирмираат преку именување клуб на докажан Хитлеров соработник останува нејасно. Овие здруженија никнуваат како печурки по дожд, а државата засега нема изнајдено механизми за да ги спречи овие трендови кои од досега виденото служат единствено за провоцирање на местното население, а не за развивање и афирмирање на културните вредности на бугарите во Македонија. Не соочени со провокации претходно, либералниот концепт на законот за здруженија и фондации никој досега не го довел во прашање, но сега очигледна е потребата од законски филтер за селекција на имињата на здруженијата. Во постоечкиот закон за здруженија и фондации не се предвидени посебни одредби, ниту е предвиден подзаконски акт за нивно регулирање. Министерството за правда најави измени на законот за здруженија и фондации со кои се очекува да се регулира употребата на имиња на историски личности при регистрација на здруженијата. При тоа мора да се нагласи дека меѓучовечките односи за среќа се уште не се обременети со френетична национална и етничка нетрпеливост од обете страни. Беше запален влез и скршена беше табла на клубови со провокативни имиња, но за среќа нема други инциденти на лична основа, затоа што двата народа преку туризмот и трговијата постојано комуницираат. Но затоа диаметрално различните гледишта на историјата остануваат, нешто што е видно и од коментарите на двете емисии од подкастот Гласни идеи во кои го третиравме овој спор. Затоа е спорно колку овие односи можат да бидат подобрени или регулирани со правна интервенција, но не смее да се занемари и следната теоретски изводлива ситуација. Значи, можат да се основат десеттици здруженија на бугарите во Македонија кои можат да отварат така наречени културни клубови во десеттици населени места именувани под било какво име. Теоретски гледано и математички пресметано, од една страна го имаме резултатот од пописот на населението спроведен минатата година според кој 3000 македонски граѓани се изјасниле како бугари. Од друга страна го имаме законот за здруженија и фондации според кој доволни се само 5 лица за да основаа здружение. Теоретски, бугарите во Македонија можат да основат над 500 здруженија, за во наредните 10 години секој месец да може да се отвараат по 5 клуба со спорно име. За волја на вистината, засега динамиката е побавна, односно на секој 3 месеца никнува по еден така наречен културен клуб. Во јули беше отворен клубот Ванчо Михајлов во Битола, додека во октомври клубот Цар Борис во Охрид. Па, ако ова е првата година од децениската сага пред нас, да видиме неделата зад нас што ни донесе. Во четвртокот 47 годишен охридјанец ја искршил таблата на бугарскиот клуб Цар Борис III и сам се пријавил во полиција. При тоа не се работи за пејачот Ѓоко Танески, односно не е копиран битолскиот образец на пружење отпор. Pa šta je bilo sad? Meni se čini da je ova tabla malo nakrivo. Jebo mater kriva. Ma nemoj, ja. Aj slikaj, ne zajebajte. Slobo, kako ću kad je kriva? Daj nazime, slikaj, molim. Šta ima, jebo ga ti, samo ovako i... Намерно кршење или незгода при штелување на криво наместена табла. Второво веројатно било објаснувањето на сторителот. Во петокот пак Комисијата за заштита и спречување од дискриминација утврди продолжено и повеќекратно вознемирување како вид на дискриминација врз основа на национална и етничка припадност или друго уверување извршена од страна на Здруженијето Културен центар Иван Михајлов Битола кон членовите, семејствата, поддржувачите и почитувачите на Сојузот на борци од НОБ и антифашистичката војна во Битола. Сепак, Комисијата донесува деклараторни одлуки од
областа на дискриминацијата, при што издадените мислења и препораки се оставени на натамошно постапување пред други институции. Затоа, колку и да изгледа овај легалистички пат соодветен и доволен, сепак за решавање на главниот проблем вратата е речиси затворена. Како што спомнавме во најавата, секогаш кога теренот се спрема за решавање на социјалните прашања на штета на работниците во медиумскиот простор, главна вест е сепак некое старо ново национално прашање. Така, на маргините на дневната политика се појавија сериозни обвинувања кон владата од страна на неколку синдикати. Имено, нешто е труло во економско-социјалниот совет. Разочарани од нацрт записникот од 88-та седница на владата, синдикатите во управата, правосудството и културата излегоја со официјални соопштенија. Додека владата планира кратење на платите во јавниот сектор во колективното договарање, во приватниот сектор се најавуваат и отпуштање на работници. Работниците во овој сектор се во најнезавидна состојба, нешто што го креира анимозитетот кај нив спрема вработените во јавниот сектор. И додека стратегијата раздели па влади ги дава своите плодови, социјалната бомба меѓу сиромашните е пред експлозија, на што укажува информацијата дека еден оброк дневно за многу граѓани почнува да станува недостижен. Имено, податоците од Црвениот крст покажуваат дека над 30% е зголемен бројот на корисници на услугите на оваа хуманитарна организација, а редиците стануваат се поголеми и во народните кујни каде се делат бесплатни оброци. Како што можете да забележите во ова издание на вестите, значајно помал простор одвоивме на суштинските прашања кои ги засегаат работниците и сиромашните. Со тоа, сакавме да покажеме како е да се следат вести на телевизиите на социјалните мрежи, неинформирани во морето информации. И тоа е можно. Можеби ве интересира како судирот меѓу синдикатите и владата ќе се одрази на вашата економска и социјална положба. И можеби ве интересира што превзема државата за справување со екстремната сиромаштија. Но тоа нема да го добиете од мејнстрим медиумите, ниту за тоа ќе се задолжат политичките актери кои ги гласате. Затоа, бидете со нас и следната недела, кога ќе одвоиме достојно внимание на класните теми, односно оние теми кои како работници не засегаат сите нас, без оглед на националната или етничка припадност. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.